Значи, дур се мислев која бајка да одберам следна, помислив да не ги кажав најгадните бајки прерано, ама оваа моја издашна книга не разочарува. Свршеникот разбойник. Што е финтата? Значи, има некаков воденичар, по секоја цена сака да ожени ќерка му и баш си рекол дека кој да дојде сега ќе му ја дадам. И стварно доаѓа дечко еден, фини, не знам, богат и нешто, и овој не може да му најде проблем и му ја ветува ќерка му. И овој си оди, али цело време и досаѓа, не знам дали писма и праќа или не знам како е тоа не е ни преведено. И досега кога ќе дојдеш кај мене, треба да се запознаеш со моите луѓе и така дале, треба свршеница си ми мораш да дојдеш. Она не сака, не му верува, не праќа. Гаден е, али не може, нема друг избор. И они вика, ќе ти посипам пепел, за да знаеш да стигнеш до мојата куќа која што се наоѓа во сред шума. И она као не, ама добро, ајде. Стварно ја следи пепелта и стварно стига до огромна куќа во сред шума. И влегува во куќата, иде од соба во соба, се е празно, не гледа ништо. На крај стига до подрумот каде што гледа како седи баба, што ја тресе главата. И Жими не успева да ја праша дали незиниот свршеник живее тука и бабата почиња да лелека и да кука, да ја предупредува дека се наоѓа во разбойничка куќа. Не само што се наоѓа во разбойничка куќа во оваа бајка за деца, и објаснува дека ти будала мислиш дека ќе си направиш свадба тука, а уствари те чекаат да те расчеречат. Вика, јас сега треба да зовријам голем котел со вода, па кога ќе им паднеш враце, безмилосно ќе те расчеречат, ќе те сварат и ќе те изедат, зашто тие се човекојатци. Паѓа жал на бабата за девојката, крие позади едно буре да ќути за да не ја приметат. И стварно вечерта доаѓа 4 разбойници, раскалашени, пијани, гадни све, мкнат девојка со нив една. И не ги слушаат бресовците или леците, толку се пијани. Даваат, толку биле пијани, не за ја малтретираат и даваат да испие 3 полни чаши со вино, во едната бело, во втората црно, а во третата жолто, и од тоа и пукна срцето. Добро. А главнава девојка, свршеничката, седи позади бурето и се крие и е многу страв. И сега они се толку раздрагани и пијани, на прстот на мртвата девојка приметуваат прстен, на еден од нив му се свиѓа и покушава да го извади, не му се вади прстенот и решава да го исече. Али не знам како го исекува, битно прстот со се прстен лета и паѓа кај свршеничката во скут позади бурето и она се ќути, они го бараат, бабата им вика, ајде сега доста више барате глупости, прстот нема да ви избега, да јадете и да си легнете. И во шој да им дава, таму им става нешто за спиење, они полегнуваат за спиваат. И бабата и девојката успеваат да избегаат и да се вратат кај воденичарот, што си ја дае така ќерка му и да му раскажат се. Свадбата се уште стои. Доаѓа тој и не знам уште кој носи со него, еден куп гости има и она цело време се ќути, си гуве и он ја прашува, кажи нешто. И она вика, ќе ви раскажам еден сон, ама само сон беше и почнува. Барав куќата, најдов баба што тресе главата, ми кажа дека сум во разбойничка куќа, се сокрив. Ама цело време му повторува као не се сеќава, тоа беше само сон. И на крај му ја кажува да шавката со прстот и му вика, еве го тој прст. На свадба си го вади прстот со прстен од умрената и овој веќе се вади од памет, сваќа дека е фатен. Пробува да избега, ама народот му навалува да го фати и да го однесе на судија. Судијата после ги казнува цела разбойничка дружина за сторените злосторства. Ете така, ова.